Цермат ви представува. Во рамките на 23-тото издание на Интернационалниот фестивал на класична музика Интерфест Битола, концерт одржа и пијанистката Марија Ѓошевска. Таа спаѓа во редот на најстакнатите македонски пијанисти, уметник со врвни професионални одлики, мунициозна виртуозност и изразита индивидуалност. Добитник е на повеќе награди на државни и меѓународни надпревари, меѓу кои прва награда на државните надпревари по пијано во 1992, 1995 и 1998 година, финалист на меѓународниот конкурс во Усти над Лабен, Чешка, финалист на меѓународниот конкурс во Сенегалија. Трета награда на Никола Рубинштейн во Париз, Франција, прва награда на надпреварот за полифонија. Во моментот таа е редовен професор на катедрата по пијано при Факултетот за музичка уметност во Скопје. Задоволството е огромно, многу сум радосна што сум поканета да настапувам на овој фестивал, реномиран од светски ранг, се разбира годинава во друштво на многу уметници од целиот свет. Што избравме за репертоарот токму за битолската публика? Репертоарот е многу интересен. Ќе започнам со сонатата број 2, опус 35 од Фредерик Шопен, бемол. Можам да кажам најпопуларната соната на Шопен со познатиот посмртен марш во третиот став. Понатаму Шуберт, две импромптија, тоа е една вака галантна, елегантна музика, пријатна. И концертот ќе го завршам, односно во вториот дел ќе настапам со вариациите од Рахманинов, опус 22 на тема на Прелудиум Шопен. Како солист и камерен музичар, Марија настапува во САД, Англија, Франција, Австрија, Италија, Полска, Чешка, Хрватска, Бугарија, Турција, Македонија. Во 2010 година учествуваше на меѓународниот проект Пијано рефлексија на европската култура, што се одржува во 5 европски земји: Франција, Австрија, Молдавија, Полска и Македонија. Настапувала на фестивалите Охридско лето, Хераклејски вечери, Скопско лето. Значајни се нејзините настапи како солист со Македонската филхармонија, Дубровачкиот симфониски оркестар, Камерниот оркестар на музичката младина, Фестивалскиот оркестар на Охридско лето. Француската алијанса ги додели дел в дипломите на 51 ученик. Овие дипломи за познавање на францускиот јазик се официјални дипломи на Француското министерство за образование. Тие одговараат на 6 нивоа дефинирани со заедничката европска референцијална рамка на јазиците. Наменети им се на сите странски лица кои сакаат да го валидираат своето ниво на познавање на францускиот јазик. Тие се меѓународно признати и се со доживотна валидност. Денес, како и секоја година, го организиравме доделувањето на дипломите ДЕЛФ, меѓународниот испит по француски јазик кој се полагаше тука во Битола во месец мај и во јуни. Бидејќи годинава имавме многу учесници на овој испит. Имавме од Битола имавме 55 кандидати, од Битола имавме 50, од Француската алијанса имавме 51 кандидати кои положија сите со многу добри оценки, од 8 години до 56 години мислам, така значи од најмалите до највозрастните. Дали се во тек уписите во случај секако нашите гледачи да се заинтересирани да се запишат токму за изучување на францускиот јазик? Значи овај испит е меѓународен испит што се полага секаде во светот и Француската алијанса Битола е овластена од Франција за да го организира испитот. Тоа се прави со Францускиот институт во Скопје и со Центарот за испити во Париз, тоа е. Значи сите полагаат истиот ден во Битола, испитите се праќаат сите во Париз и сите имате на меѓународна диплома доколку полагаат, кој што ќе важи цел живот. И ние во Француската алијанса ги организираме сите наши часови кон ова цел. Значи за учениците да можат да ги добиват
овие дипломи, но барем иако не сака да ги полагат, не мора, не ги тераме да полагат дипломи, ама барем нивото да го достигнат на овие дипломи. И имавме секоја година повеќе и повеќе интерес, барем од кога сум тука, можам да кажам дека имаме повеќе интерес. И се надевам дека ќе продолжиме понатаму, и така и годинава имаш уште голем интерес, така да се надевам дека ќе продолжи и дека гледачите ќе сакат да се запишат на француски. Дипломите на учениците им ги додели почесниот конзул на Република Франција во Битола, Калиопа Кривашија Стелиновиќ, создадени се во 1985 година од Француското Министерство за образование. Дел в дипломите или дипломи за изучување на францускиот јазик се присутни во скоро 160 земји во светот, со близу 1000 испитни центри, во кои се издаваат околу 70.000 дипломи годишно. Во Битола истите се доделуваат во Француската алијанса, каде секоја година повеќе од 100 ученици го изучуваат францускиот јазик, со што се зацврстува позицијата на овој јазик во градот. Екипата на Битолски театар со представата Иванов денес заминаа за Русија. Представата ќе се одигра на 9 октомври. Станува збор за представа во режија на русинот Александар Баргман, со кој Битолски театар соработува 10 години. На фестивалот ќе учествуваат руски, но и театри од странство, а како една од најголемите театарски ѕвезди се најавува битолскиот актер Огнен Дранговски. Поред руските портали, нашиот Иванов се најавува на голема врата, а особено се споменува главната улога на Огнен Дранговски и се потенцира дека тој е актер кој играл и во театарот Глоуб. Се најавува како една од најголемите ѕвезди на тој фестивал, изјави директорот Валентин Светозарев. Останатите ликови ги играат Елена Моше, Митко Апостоловски, Борис Чоревски, Јулијана Стефановска, Маја Андонова Илиевски, Иван Јерчик, Христина Христовска Николова, Маријан Ѓорѓевски, Александар Стефановски, Филип Мирчевски, Мартин Мирчевски. Костимографијата е на Благој Мицевски, музиката на Маријан Неќак, а сценографијата на Валентин Светозарев. Пред самото заминување оваа представа беше изведена во рамките на дополнителната програма на Интернационалниот фестивал на класична музика Интерфест Битола. Гостувањето е во рамките на одбележување 70 години Битолски театар, чија централна прослава ќе се одржи на 14 ноември. Веднаш по доаѓањето од Русија на 15 октомври, 20 члената актерска екипа заминува за Кина, каде што во Пекинг ќе настапат на Интернационалниот фестивал за големи драмски класици. Таму ќе одиграат представата Хенри VI, работена по Шекспир, а во режија на Џон Блондел.